Здраво и добре дојде на шестата подкаст епизода во која што зборуваме како во една година да оствариш добивка од 30.000 евра доколку се занимаваш со услужен бизнис. Мислам дека за услужен бизнис не треба да зборувам премногу, тоа значи дека немаш физички производ, туку се бавиш со архитектура, инженеринг, маркетинг агенција, коучинг, менторинг, едукација, како и да е. Супер! Денеска ќе зборуваме за важноста од една маркетинг стратегија или еден маркетинг канал. Што е тоа што најчесто ги збунува луѓето? Па најчесто ние имаме синдром кој што се вика шо прави комшијата, односно нашите очи постојано се на Facebook, на Instagram или не знам на кој грам и постојано гледаме како луѓето, објавуваат различни содржини, па имаат веб-сајтови, па имаат фунели, па имаат чуда, нели? Но она што сакам денеска да го одгатнеме е дека за да дојдеш до 30.000 евра годишна добивка, тебе не ти треба никаква научна фантастика, туку ти треба само една маркетинг стратегија и ништо повеќе. Ајде да видиме тога што е маркетинг стратегија. Ако си во брак или имаш девојка или момче, онаа фаза кога стоиш ти пред огледало, па се чешлаш, ја немам коса, но во тој период имав. Кога внимаваш како изгледаш, како мирисаш, што ќе облечеш, каде ќе го направиш состанокот, ручек, вечера, кафе, небитно. Секогаш си размислувал или размислувала и си внимавал или внимавала на твојот физички изглед. Што е тоа што во моментот го правиш? Тоа е маркетинг позиционирање. Како ти ќе изгледаш во очите на твојот соговорник или потенцијален партнер. Кога решаваш да запознаеш момче или девојка, што следно правиш? Дали облекуваш одело, а излегуваш пред кооперација? Дали можеби облекуваш елегантен фустан, а одиш, во малско кафуле? Или можеби размислуваш каде можам да запознам момче, каде можам да запознам девојче, какво сакам, каков стил, каков живот има, од која група, која категорија. Сето тоа е сегментација. Каков јас партнер сакам да имам во животот. Ако ова си го правил свесно, а си, сигурно дошло момент каде што си размислил каде можам да се движам, како некој да ме запознае со тој партнер или партнерка која што сакам да оствариме контакт. Сето ова спаѓа во маркетинг. Зошто ни е ова сега важно? Затоа што ако твоја задача е да привлечеш токму клиенти какви што ти сакаш, јасна целна група, јасен твој идеален клиент, зашто зборувавме претходно, врз основа на твојата понуда која што си ја креирал, што зборувавме претходно, продажниот разговор еднакво на комуникација помеѓу тебе и соговорникот, и тоа зборувавме како треба, прво да бидеш човек, а после се друго. Сега ни е важно да го одредиме клиентското патување или низ која една патека мора да се движи еден твој потенцијален клиент се до моментот додека се оствари продажба, но не само продажба, се до крајот додека заврши цел процес, односно испорака на услугата и на крајот да видиме дали тој клиент е задоволен или во нешто не. Значи, целиот овој процес, за да биде фантастичен, за да може секогаш да биде предвидлив и да се процесира, за да можеш да станеш експерт во овој дел, секогаш мора да се водиш по исто сценарио и со тек на време, фаза по фаза, чекор по чекор, да ја подобруваш. Ако менуваш стратегии, малку си на Instagram, малку си на YouTube, малку си на кафана, малку си на деловни состаноци, малку вебинари, семинари, како ти ќе пронајдеш успешен рецепт? Одговорот е после 15-тиот живот. Следно што сакам да кажам, објавување на Facebook не е продажба. Рилсови снимање и глупирање и скокање за да добиеш лайк не е маркетинг. Тоа е глупирање.
Познавам многу мои клиенти кои што се на 1, 2, 3, 5, 10 милиони евра годишна продажба, некој од нив и добивка. Ќе те фрапирам, половина од нив немаат ниту Facebook профил, ниту Instagram профил, ниту LinkedIn профил, ниту YouTube профил, нити висат на социјални медиуми, нити вебсайт има, а има колку сакаш клиенти. Тоа значи една работа. За да стигнеш до 30.000 евра добивка, тебе не ти треба научна фантастика, туку еден докажан канал кој што функционира за тебе. Тоа што е во моментот тренди или секси, да, не знам, се глупираш и да скокаш на Instagram или на LinkedIn или не знам каде, тоа само правиш контра себе. Зошто? Постави си го прашањето. Дали мојот идеален клиент сака и очекува од мене да се глупирам, да скокам да бидам интересен или можеби да давам квалитетна содржина? Зошто е ова важно? Па сигурно дека не можеш да зборуваш кинески, а да очекуваш да ти се пријави француз. Не можеш ти да зборуваш енглески, а да ти се пријави за соработка на твојот продажен разговор некој кореанец. Значи, не можеш да се глупираш на социјални мрежи, а да ти дојде сериозен потенцијален клиент. Се што ти ќе привлечеш во твојот живот, во твојата потенцијална публика, твоите потенцијални клиенти ќе бидат глупирачи. Од тука секоја твоја порака, која што ја добиваш во DM или во пораки, кај што ти пишува цена, само свати дека си се глупирал. Човек кој што купува не прашува цена, туку поставува некои други прашања. Затоа е важно, повторно ќе те потсетам, да се потсетиш како купува мојот идеален клиент, како го запознаваш, од каде го добиваш, низ која патека мора да помине, еве ти го листот, низ која патека мора да помине, колку средби, колку состаноци, додека се затвори продажбата. Ако имаш 100 вакви листови, тебе ти требаат 100 години за да најдеш решение за истите. Значи, повторно ќе те запознам со истото правило, кое гласи помалку е повеќе. Во животов никогаш не запознав луѓе кои што имаат одличен живот, кои што имаат одлично семејство и односи, кои што имаат добро здравје, кои што има слободно време за себе и за хоби, кои што има одлични другари и пријатели, кој што има време и за одмори, и за викенди, и за одмори, и за чуда, и заработува перфектно, а да работи цел ден као конј. Но познавам огромен број на луѓе кои што работаат као коњи, а немаат ништо од ова што ти изборам. И доаѓаме моментот на вистината. Еден таков конј сега пред тебе зборува. Секогаш во минатото, кога трчав гс преку глава и не знам што работам, состаноци, семинари, вебинари, тренинзи, фунели, мунели, зошто? 300 работи, не знам главата кај ми е, сум се изгубил фокусирајќи се на играчки и на крајот немаш ќордена од джеп. Кај беше? Нигде, што направи ништо, што виде ништо, бате животот. Тоа го сакаш? Затоа те советувам, ти имам право, бев тамо, сега сум овде, па можам да ти помогнам и ти да бидеш овде. И многу повисоко. Значи, кога ти јасно ќе одбереш, само сети се, ако веќе не си на почеток, имаш искуство, месец, 2, 3 година, 5, 10, небитно, само одговори на ова прашање. Кој е тој клиент со кого би сакал, перфектно да соработувам? Ти текна име? Или фирма? Да. Само седни на лист и запиши. Чекор по чекор. Каде го запозна? Како дојде до него? Колку време зборувавте? Што те прашуваше? Што не му беше јасно? Колку време траеше? Како ја затвори продажбата? Ја затвори продажбата? Супер. Што понатаму му беше важно за испорака? Што те прашуваше? Што беа проблемите? Што беше нејасно? Се додека ти е затворена цел циклус. Тоа се вика клиентско патување. Сега, реков дека познавам куп луѓе и соработуваат со мене кои што нема никаков нити веб, нити ништо. Аматерите, луѓето кои што свегде му е паметот само не пред себе, мисли дека ако има добра веб страна, дека негова продажбата ќе му се подобри.
Мислат дека се глупира на Инстаграм заради лајкови, дека некој ќе го бара. Ако мисли дека нонстоп пишува пораки на таму не знам што, дека нешто ќе направи, а реалноста е дека само си го губи времето. Не реков да немаш вебсайт, не реков да не снимаш Инстаграм, не реков да не одиш на разговори, туку зборувам што за тебе најдобро функционира. Зашто едноставно, природно го работиш. Само еден начин. Сега, што сакам да ти кажам и да ти биде јасно. Ова сега што го правам во моментот, јас трошам време, пари и енергија за да го произведам ова производ кој што се вика подкаст епизода број 6. Зошто ова јас го правам? Од две причини. Едната причина е, оние луѓе кои што во моментот не се во можност да платат и да соработуваат со мене, да му дадам вредни, корисни информации, полека да ги примени, па здравје некогаш во иднина, ако сака да соработуваме на некое друго ниво, некогаш може да крене рака и да рече, еј, супер, сега сакам да почнеме. И така добивам стотици клиенти. Но, и да никогаш ти што го гледаш ова, никогаш во животот ништо не купиш од мене, тоа е нешто што сакам јас да го допринесам и да го дадам од мене. Некој инвестира во добротворни работи, некој донира во не знам што. Ова е начинот на кој што јас враќам на заедницата. Од 100% луѓе кои што ќе го гледаат ова видео или не знам кој е друго, статистички ми е јасно дека само некој 2% од нив ќе ми бидат некогаш воопшто клиенти. Но за мене е тоа сосема доволно. Не ми требаат милиони клиенти, туку ми треба само малку на годишно ниво. Малку кои што се амбициозни, делиме исти вредности, знаеме што зборуваме, знае што му е проблем, можам да му го решам, соработуваме. Останатите не мора. Сега ти е јасно зашто ова го правам. Ова е мојата наједноставна, буквално, маркетинг стратегија. Ти давам време да ме запознаеш, гледаш дали ти се допаѓа мојот став, моето размислување, мојот начин. Повремено ти носам гости во подкаст епизоди, да гледаш со кого соработувам, да каже, измислува ли Александар, точно е ли, не е точно, а тоа се вели social proof, или доказ дека ова што го зборува Александар функционира. Затоа сега запиши си една работа. Сите твои потенцијални клиенти повеќе веруваат во други луѓе отколку кога ти зборуваш за сам себе. Односно, 100 пати повеќе ти ќе му веруваш на некој мој задоволен клиент кој што зборува дека каде бил и каде е сега, отколку јас да трубам овдека 200 епизоди или да те убедувам дека тоа што го работам, знам што работам и се ми е јасно. Тоа значи дека сите твои задоволни клиенти кои што ги имаш до сега, треба да се вратиш и да издвоиш. Дали преку реченица, дали преку слика, дали преку видео, дали преку текст, дали преку подкаст епизода, дали ти бирај кој ти е најлесен начин, тебе или на клиентот. Но тоа мораш стратешки да го правиш, за да едноставно на твоите потенцијални клиенти им кажуваш дека имаш позади себе доказ дека не си no-name фирма, дека не си измислица, туку дека работиш со факти. Ова ако го оставиш за по година 2-3, некој вчерашен наместо тебе тоа ќе го направи. После се чудиш зошто некој вчерашен мрсулко работи и 100 пати заработува повеќе од тебе, а ти се уште тоа не го правиш. Затоа што само мислиш дека или маркетингот е неважен, или дека едноставно за тоа не одговара за твои вредности. Види, ти одбери. Но една работа ќе ти кажам сигурно. Најчесто во бизнисите, поготово на почеток, поготово кои што не заработуваат 30.000 евра на годишно ниво, се случува следно. Има продажба, нема продажба. Има клиенти, нема клиенти. Има клиенти, нема вработени. Има вработени, нема клиенти. И оваа линија постојано као текехардија оди. Цака, 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 цака. Не можеш да се опуштиш, не можеш да планираш, нонстоп си под стрес. Знаеш зошто? Затоа што само забораваш две клучни работи. Или немаш дисциплина или континуитет во маркетинг, значи не запознаваш доволно потенцијални клиенти, или не се бавиш со продажба.
И ова е кога ми пишуваат и ме прашуваат луѓето, абе Александар, се растурив на Facebook, на Instagram, имам 10.015 фоловери, имам посети стотици на сајтот, имам удуќан не знам колку состаноци, ама нема продажба. Да се чудиш. Затоа што во еден период ќе се фокусираш, па те нема. Во еден период ќе се фокусираш, па те нема. Значи, се што правиш, треба континуитет. Треба да ти објаснувам зошто. Значи, зошто немаш континуитет? Зашто малку едно работаш, па малку друго, па малку трето? Не, бе, пријателе, одбери едно што ти е најлесно да го правиш и just do it, само тоа прави го. Ако правиш 100 работи, ќе се умориш, човек си кој секој, значи се е во ред тебе, нормален си, и овие што заработуваат милиони или не знам што, не се тоа вансеријски луѓе, туку имаат тимови кои што стојат позади нив. И ти мислиш дека тој е не знам како дисциплиниран и кој знае што прави? Не, пријателе, институции стојат позади нив. Ако ти немаш таков луксус, бидејќи си на почеток, повторно ќе те подсетам, една понуда, една целна група, еден идеален клиент, еден продажно сценарио, но и една маркетинг стратегија. Сега, не треба да завршиш 100 факултети, не мора да ти погледаш милион клипови, што тоа повторно ќе те подсетам, значи една маркетинг стратегија. Тоа значи следно. Ако цел ден програмираш, а не се дружиш со пријатели, како да запознаеш нови луѓе? Ако цел ден црташ, дизајнираш, програмираш, се забаваш, кој наместо тебе ќе иде да се дружи со луѓе и да запознава? Никој. Не можам да ти набројам колку на луѓето им се покачува продажбата пати 5, пати 10, пати 100 за бргу време, кога ќе го извадам да не биде малку да престане со програмирање во цртање во не знам што или да го пренаправи прераспоред во календарот и да издвои време малку да испие кафе со потенцијални клиенти. Па тој кога ќе излезе на еден состанок, не значи овој одма бргу ќе купи, шубо што дојде на $1 000 и па кога ќе има време ќе соработуваме. Тоа е процес. Значи, ако ти тоа го правиш само кога имаш стрес, твојот соговорник го приметува. Кога ти сакаш да добиеш клиент, едноставно не иде. Кога ти си опуштен, кога ти си расположен, кога немаш очекувања, правиш континуирано, имаш намера да запознаеш луѓе, да видиш вредности, првата работа, кога некој ќе има потреба за твоја услуга, првиот на кој што ќе се сети, на кого ќе биде? Со оној кој што му иде муабетот, си дели ставови, има допирни теми. Ти размислувај дека си ефтин или скап. Тебе нека ти лета паметот да дотурам ова, да одзебам уште ова, да не треба тоа. Не. Немој да забораваш, луѓе сме. Секогаш купуваме кај оние што имаме доверба, што ни допаѓаат и на кои што им веруваме. Затоа маркетинг се работи цело време и она што е најважно. Каде 99% паѓаат? Ќе направи 5-6 објави, 5-6 видеа, 5-6 состаноци, нема резултат, а ова не иде. Не е точно. Маркетинг, запишите, молам. На маркетинг работиш кога не треба. Кога ќе сватиш дека треба, тогаш е доцна. Луѓево тебе те чекаат да излезеш на кафе и шубо дојде, бргу? Не. Маркетинг значи одржавање контакт со луѓето. Ако си женет, женета, мажена, мажен, небитно. Испомешав нешто. Што е поентата? Па сигурно не отиде ти и да ја кажеш срце ќе се омажиш за мене, а прв пат ја гледаш личноста. Туку помина време на дружење, на разговор, така? Па се запознавте, па одевте некое време се дружевте, се разбирате помеѓу себе, гледате дека супер одир и ова е само еден момент на затварање продажба. Е сега, ти мислиш дека сега ти треба клиент, ти дошло време за никаде, треба плати, треба кири, трошоци вамо тамо, и сега ќе излезеш ен круг низ град и ти ќе добиеш клиент. Тоа е исто како да си снимил едно видео, кога сега ти прв пат ме гледаш мене и ја ти викам, уплати овде. Која будала, бе, кој да му платим, што да му платим, што продава овој, кој е овој? Па тоа е маркетинг, пријателе. И за самиот крај, немој да комплицираш. Размисли,
низ кои фази се поминал твојот идеален клиент. Седни и запиши ги. Ако немаш како, еве ти темплейт, под линкот имаш, кликни, превземи го бесплатно, запиши си ги. Втора работа. Одбери само еден канал и немој да чепкаш 100. Ако не знаеш еден како функционира предвидливо, 100 нема никогаш да ги научиш. Затоа, што помалку, тоа поедноставно. И под ова видео, исто така, до линкот за да го превземеш ова темплейтов, имаш линк што пишува newsletter пријава. Кликни на неа, зошто е важно? На крајот од овој циклус ќе имам затворен тренинг, каде што ќе можеш да ми поставиш прашања за било што од ова што зборевме до сега и да ти одговорам. Но ќе ти кажам, не се снима, нема кој друг да дојде, за да можеш како човек полека да ме прашаш, да ти одговорам како човек и види, никогаш не мора да соработуваме. Бирај ја го што ти е драго. Поздрав и се гледаме во следната подкаст епизода. Чао, чао.